Здраво на сите, тука е Патриотско друштво. Денеска сме со отец Ивица Тодоров, кој е свештеник во Македонската православна црква и е духовен раководител на домот. Кажете ми, што е до домот? Први ви благодарам што ме поканивте на ова интервју и исто така ви благодарам што дојдовте во студијето на До дома, односно во студијето на Движењето за организирана духовна обнова на Македонија До дома. Сега, кога најчесто објаснуваме што е До дома, значи До дома е правно гледано невладина организација, но во духовна смисла на зборот тоа е заедништво на православни христијани кои активно живеат во Македонската православна црква Охридска архиепископија, но во исто време се и родолюби, луѓе кои активно си ја сакат и својата татковина Македонија. И не случајно ние ова наше заедништво го насловивме, го именувавме како До дома, затоа што преку тоа име е опишан целиот процес како треба да се развива личноста на еден човек за да биде градивна, плодна, позитивна, свесна и совесна. Значи, првин човек треба да се прифати себе си, да се осознае себе си и самиот во себе да изгради еден пријатен дом за самиот себе си. И кога тоа ќе го овозможи, тогаш со друга личност со спротивниот пол, поврзани од љубовта, треба да знаат, затоа што веќе осознале како треба да делуваат со себе, како домаќини треба да научат да делуваат надвор од себе, да бидат добри домаќини, добри родители, луѓе кои на вистински начин ќе си ги воспитуваат своите деца и во духот на верата, и во духот на родолюбието, патриотизмот. Таквите личности кои си имаат себе си и се добри домаќини се градивни личности, личности кои позитивно делуваат сега на нашиот поголем дом, тоа е нашата Македонија. И целта, значи, на До дома е изнедрување на се повеќе и повеќе добри луѓе, свесни луѓе, совесни луѓе, луѓе кои на активен начин ја практикуваат својата православна христијанска вера, но и на активен начин се заложуваат за доброто на својата татковина. И сега што е најбитно, ние според тоа што самиот Христос, нашиот Спасител, ни го открил, разбираме дека живеејќи во доброто, живеејќи за доброто, ширејќи го доброто, имајќи емпатија, разбирање за потребите на другите и на тој начин станувајќи зрела, одговорна личност, ние се подготвуваме за оној начин на постоење во вечност, што Христос го нарекува Царство Божие, или тоа е нашиот дом за кој не повикува нашиот Спасител, нашиот Бог, нашиот единствен учител, и затоа е До дома. Често се среќаваме во денешницата и гледаме дека младите не се толку религиозни колку што некогаш биле, и на што се должи тоа, кажете ми вие? Вака, јас не можам до крај да се согласам со тебе дека баш не се религиозни. Значи, првин човекот е по природа религиозно битие. Значи, нема човек кој длабоко во себе си не ги чувствува тие, како да кажам, метафизички прашања, надрационални околу постоењето на Бог, смислата на животот, постоењето на живот после овој живот. Нема човек кој не е тангиран од овие теми. Навистина денеска живееме во еден модел на живење кај што тоа духовното се потиснува, но сепак еден добар процент од младите се религиозни. Сега, јас па не можам да се согласам дека се и христијанин, затоа што да бидеш религиозен човек не значи дека си и христијанин. Значи, христијанин, тоа е процес на созревање. Значи, христијанин се станува во еден момент кога многу нешта, например, во умот ќе бидат појасни, односно тоа дека постои Бог, дека постои цел на нашето постоење во овој свет, дека постои сериозна разлика меѓу доброто и злото, дека во овој свет постои вистина и така натаму, не е се релативно. И кога човек ќе дојде до тоа ниво на созреаност, тогаш веќе гради еден поличностен однос со Бог, значи со таа абстрактна именка,
И полека за него Христос веќе не е само нешто дел од историјата, туку навистина Христос станува спасител. Односно, таа личност разбира дека само Христос е оној што нас не спасува од злото, што нас не спасува од гревот, што нас не спасува од незнаењето, што нас не спасува од духовната смрт, што нас не спасува од безцелноста на постоењето. И тогаш таа личност, без разлика дали има 15, 16, 18, 19, 23, 25, 68 години, значи во еден момент внатре во себе си се отвара за Христос и се отвара за неговото водство во својот живот, и тогаш таа личност станува христијани во вистинска смисла на зборот. Затоа што па денеска многумина од младите кои се религиозни и се крстени како членови на православната црква, значи тие со своето крштевање се членови де јуре, но де факто колку се членови, тоа е знак прашање. Значи се е тоа процес, значи целиот живот, сето постоење во овој свет е процес на созревање, и сега ако една личност оди на вистина правилно, здраво, градивно, позитивно, благословено во тој процес на своето созревање, тогаш ќе дојде до тие вистински вистини кои ќе го доведат до вистината таква како што таа е. Чисто јас сум слушнал дека доста луѓе носат златен крст, а има дрвено срце. Знаеме дека Исус носел дрвен крст, а има златно срце. Убава ти е споредбата, но во духовниот живот има еден многу сериозен закон. Самиот Христос тоа го говори, да не судиме, односно, што тоа, кога Христос ќе каже да не судиме, затоа што со каков суд судиме или со каква мерка мериме, и нас не се мери. Значи, секогаш кога ќе говориме за некои луѓе, треба да се провериме себе си кај сме ние, какво е нашето срце. И што навистина ние подразбираме кога велиме дека нашето срце е дрвено, односно меко, не е железно или така натаму и така натаму. Значи, во вистинска смисла на зборот, сега не сакам да те критикувам, нема да ме разбираш, не ти попувам, да, значи во вистинската смисла на зборот, човек кој има вистинско ољубовено срце, охристовено срце, тој има разбирање. Тој има разбирање за реалноста на овој свет и знае дека во овој свет нештата се многу сурови. И дека во овој свет не сите го започнале тој свој процес на само себе осознавање, созревање и така натаму и така натаму. И сега некои луѓе, а секој од нас има потреба за идентификација. Дали верска, национална и така натаму. Сега некои луѓе мислат дека тоа што они го прават е најдобро што можат, според нивното ниво на сознавање на реалноста во која живеат. Но целата приказка е, кажав пред малку, тој процес. Колку повеќе човек созрева, толку повеќе се осознава себе си, колку повеќе се осознава себе си, ја осознава реалноста во која живее, значи не е наивњак, значи не поминува се тука, значи почнува да ги разделува работите. Не е се бело, не е се црно, не е се сиво, не се лета, не се јаде се што лета, не е злато се што сја и така натаму. Значи луѓето започнуваат да ги оделуваат работите. Сваќа дека не е се исто. Не е се исто. И сега колку подлабоко човек завлегува во реалноста, толку повеќе на еден начин па станува свестен и за Творецот на овој свет. И тогаш започнува и таа комуникација со Творецот на еден многу нежен начин. Затоа што Бог, тоа во Светото писмо најдлабоко ни е објаснето со пророкот Илија, ние како македонци, значи нас не е национален празник, пророкот Илија, и Линден и така натаму, Бог него му се јавува во тивок, нежен, ненаметлив глас. Еден мој пријател вели Бог е джентлмен, нежен е. Тој не наметнува, затоа што луѓето кои се егоизирани, кои се себечни, кои своето его го доживуваат како вистинска своја личност или идентификација, кои се горди, значи тие наметнуваат волја и тие се насилни.
А Бог кој е љубов, тој не е насилен. Има тука едно прашање, зошто има атеисти, што се случува кај нив, зашто тие така размислуваат, што ги тераат, зашто има противни спротивставени стави со религијата и цела таа појава сега на што се вика. А јас, например, имам многу спротивставени ставови со религијата, затоа што религијата е многу општа тема. И со многу аспекти од религијата и со многу религиозни пракси не се согласувам. Се зависи за која религија правиме муавет. Сега, кога говориме за атеисти, јас во мојот живот сум сретнал неколку атеисти, сериозни атеисти, кои биле атеисти како плод, односно би рекол како последица на едно лошо влијание од некои луѓе кои многу погрешно ја сведочеле и ја зрачеле верата. Значи, луѓе кои се прекрасни, луѓе кои длабоко во себе си живеат со тие Божји вредности, искрени луѓе, добри луѓе, но, например, тие не можеле да ја прифатат представата за Бог што некои егоизирани представници на некоја религија или на христијанството им ја наметнувале. И тие се блокирале, во умот се блокирале за таа представа за Бог и така натаму, се додека тивкото ветерче, тивкиот глас на семојтниот наш Отец Небесен топло не заиграл во нивниот ум, во нивното срце и тогаш луѓето се отвориле. Така да, јас би кажал дека има повеќе, значи атеист, значи тој е за мене човек кој има познавање за Бог, но не го прифаќа Божјото постоење. Тоа е сатанизам. Тоа е. А другите се агностици, суштина, поточно кажано, тоа се агностици, значи луѓе кои велат дека не знаат, дека не негираат дека постои Бог, нит прифаќа дека постои Бог, тие велат ние сме во фаза во која истражуваме. Но мора исто така да се каже дека имаш многу религиозни луѓе кои прифаќаат дека Бог постои, ама ти имаат сосем погрешен однос со него и немаат никаква врска со него, затоа што не живеат во неговата вистина и во неговите вредности. Велат дека се побожни, а живеат како безбожници. Тоа е, значи, ова е многу комплициран свет. Најчесто сликата е сива, најчесто. И затоа, она што го реков пред малку, колку човек себе се спознава, колку со текот на животот ја спознава реалноста на овој свет, тогаш ќе почне од сивилото да ги разделува тие црни, бели работи, вистините, лажни. Така, тоа е процес.